Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детројт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. На втор ден Великден во манастирот Свети Маченик Георги во Мала Речица во Тетово, владиката Јосиф порача: Великден е центарот и суштината на христијанството. Се одбележа денот на победата над фашизмот и денот на Европа во Тетово. Изборите поминаа во мирна и демократска атмосфера. Бореј и Вархеј единствено имаат забелешка на регулативата за изборниот процес. Музички спектакл на стадионот Петар Милошевски на отворање на 16-тото издание на битолско културно лето Битфест. Тетовскиот музичар Глигор Кондовски објави нов албум Floating Steps. Каратистката Михаела Мишовска од Беловиште Тетовско ќе се бори за златен медал на Европското првенство во карате. На втор ден Великден Света архиерејска златоустова литургија беше ослужена во манастирот Свети Маченик Ѓорѓи во Мала Речица Тетово, на која чиноначалствуваше неговото високо праосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Верниот народ се причести со светите тајни, информира Тетовско-гостиварската епархија. Митрополитот господин Јосиф се обрати кон присутните верници со пригодна беседа, на која меѓу другото нагласи: прославувајќи го овој ден како празник над празниците и торжество над торжествата, со особена духовна радост си споменуваме за искупителните подвизи на Спасителот на светот, неговите крстни страдања и светлото воскресение. Великден не е некоја убава приказна, туку пак теоретско богословие и не е ден воспоставен за споменување на некој настан од минатото или пак народно предание. Великден е центарот и суштината на христијанството. Тоа е победа подарена од Бога за нас. Од времето на апостолите па се досега црквата проповеда за воскресението Христово како најголемо чудо во историјата на човештвото. Таа зборува за ова чудо не само како евангелиски факт, туку таа зборува за важното и судбоносно значење за сите што го примиле пасхалното благовестување. Во овие свештени денови, кога ние сме исполнети со воскресената радост, која ги воскреснува нашите грешни души, еве сме во овој прекрасен маченик манастир, посветен на Свети Ѓорѓи, кој оваа година се совпаѓа со втор ден Великден. Вие кои живеете христијански знаете дека Божјите угодници во нашата света црква ги прославуваме со двојна цел. Прво, да се поучиме од нивниот животен пат, за да можеме да ги подражаваме, а истовремено во светиот храм доаѓаме да ја оствариме средбата со нашиот Спасител Господ Исус Христос, а пред се, таа средба ќе ја оствариме соединувајќи се со Него преку светата тајна Евхаристија. Денешниот празник непосредно се однесува на секој еден од нас. Воскресението Христово е извршено од Господа за избавување на паднатиот свет, а тоа само по себе е најголемата радост што може да ја доживее човекот. Воскресениот Господ да ни даде сили да го ползуваме нашиот живот во корист на нашите души, да ги чуваме високите христијански морални одговорности и да создадеме од себе вистински христијани. Па не само тие, туку и оние околу нас да имаат силна и непоколеблива вера православна, со искрена љубов и со непоколеблива надеж. Да дозволиме оваа радост и овој празник да не закрепи и да не вдаховни во правење добри дела, да ни даде цврстина, сила и меѓусебна љубов и почит. Господ да ве благослови сите вас кои сте дојдени денес тука во овој прекрасен манастир посветен на Свети Ѓорѓи Победоносец. Господ да ги благослови сите добронамерни луѓе и црковниот одбор кој се грижи да го одржи манастирот.
Имајте радосен празник, радувајте се и веселете се, бидејќи вие станавте наследници на Царството небеско, на кое нема да има крај. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување.
За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Рамна
jasna da kršam ja. I da kršam i da gledam, pa ide nema, dušo moja, šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа 9 мај се одбележа во Тетово пред споменикот на револуцијата. Беше оддадена почит на загинатите во народно-ослободителната и антифашистичка војна со едноминутно молчење и положување букети цвеќе. Пригоден реферат за двата дена, кој изработен од професор Славчо Јовановски, беше прочитан на денешната манифестација. Ставајќи се на страна на антифашистичките сили, народно-ослободителната борба и антифашистичката војна ја легитимираат Македонија како дел од цивилизираниот свет. Македонија соодветно и партиципираше и со жртви на оваа тоталитарна идеологија. Пред се поради фактот што целосно се вклопуваше во освојувачката стратегија на Третиот рајх како важна стратешка точка на југоисточна Европа, дефинирана уште од Бисмарк. Токму поради таквата положба Македонија потпадна под германско-бугарска и италијанско-албанска окупација, соочувајќи се со идеите на голема Бугарија и голема Албанија. Дури и денес официјалните истории на овие две држави го употребуваат поимот ослободени краишта. Во ова одбележување од поразот на фашизмот во Втората светска војна, навраќањето на овој датум е наша потреба. Споменот на него не смее да се потисне во заборав, пред се поради фактот што народно-ослободителната борба и јасном ја создадоа современата македонска држава. Тој чин ги обврзува сите генерации, споменот на овој датум да го чуваат со највозвишени чувства, се вели во делот рефератот. За Денот на Европа во рефератот се посочува дека идејата за интеграција на Европа потекнува од повоениот период кога народите на Европа се обидуваат да изградат стабилност и мир на континентот. Денот на Европа е повеќе од само прослава на историските настојувања за мир и интеграција. Тоа е прилика за народите на Европа да го одбележат своето заедничко наследство, културната разновидност и вредности како демократијата, правдата и човековите права. Овој ден ги поттикнува граѓаните на Европа да се обединат во заеднички обиди за решавање на заедничките предизвици како што се климатските промени, социјалната неравноправност и мигратската криза. На настанот присуствуваа и положија цвеќе пред споменикот делегации на Сојузот на борци, Армијата на Република Македонија, представници на дел од политичките партии, здруженија на граѓани, организации и ученици. Kira,
Според прелиминарните наводи и заклучоци на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОПСЕ, ОДИХР, председателските и парламентарни избори кои се случија на 8 мај поминаа во мирна и демократска атмосфера, се вели во заедничката изјава на високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеп Борель и еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј. Борель и Вархеј во заедничка изјава велат дека изборите биле конкурентни со почитување на основните слободи, но посочуваат дека изборниот процес и понатаму останува недоволно регулиран. Европската Унија и честита на председателката Силјановска Давкова за изборот и со нетрпение очекува да работи со новиот председател, првата жена шеф на држава во Македонија. Ги охрабруваме релевантните политички актери да работаат на формирање парламент и стабилна влада. Двете институции треба да работаат заедно за да го унапредат патот на Македонија кон Европската Унија, вклучително и со спроведување клучни реформи, особено во областа на владењето на правото и борбата против корупцијата, во интерес на сите нејзини граѓани, се наведува во соопштението на Европската служба за надворешни работи.
Високите представници на Европската Унија посочуваат дека Македонија направи одлучувачки чекори во процесот на пристапување во Европската Унија и сега е важно да се имплементираат преостанатите обврски неопходни за отворање на првиот кластер во процесот на пристапување. Европската Унија и Македонија споделуваат силно партнерство. Земјата целосно се усогласи со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија и очекуваме нашата соработка да продолжи понатаму да се развива, се наведува во соопштението. Европската Унија забележува дека заедничката меѓународна наблюдувачка мисија на изборите на ОДИХР и ОПСЕ, Европскиот парламент и Парламентарното собрание на Советот на Европа, двојните избори ги окарактеризира како конкурентни со почитување на основните слободи. Иако законската изборна рамка ја постави основата на демократски избори, некои одредби не беа во согласност со меѓународните стандарди. Во однос на еднаков пристап до медиумите, одговорност за државното финансирање и пристап до правна заштита. Неодамнешните измени на изборниот законник беа воведени доцна и не ги одразуваа препораките на ОДИХР, велат од Европската служба за надворешни работи. Откако меѓународната мисија за наблюдување на изборите ќе ги издаде своите конечни препораки за идните избори, Европската Унија очекува дека сите политички актери, релевантни институции и засегнати страни ќе ја покажат својата посветеност за зајакнување на демократијата преку заедничка работа за да ги спроведат тие препораки брзо и многу пред следните избори. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темне и таму, темне и таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне и таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. За тебе за тебе, звездо моја, ти си имаш небо. За тебе зимо ладна, си го имаш снегот. А пак мене, звездо моја, што ке ми е живот, и тој што го имав, звездо, и го дадов сиот. На 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 на
za tebe zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajve da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumbus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, razvali opa i a, opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i a, opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene, sve što imam će ti dam, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je, sviri duri, živa voda, ne se stvori me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me.
Општина Битола подготвува за реализација уште едно незаборавно културно лето исполнето со квалитетни културни содржини, нови концепти и традиционални манифестации. Најголемото музичко доживување во Битола на официјалното отворање на 16-тото издание на Битфест најавува програма со висок квалитет. За прв пат стадионот Петар Милошевски во Битола на отворањето на Битфест 2024 ќе биде домаќин на спектакуларен настан кој ќе се одржи на 3 јули 2024 година со почеток во 19 часот. Следува несекојдневен настан кој ќе постави нови стандарди во културата и музичкиот живот во Битола. Подготовките се веќе започнати, а наскоро следуваат и детални информации за настанот како и за целата културна програма на битолскиот летен фестивал Битфест. Со ваков пристап, општина Битола продолжува да посветува посебно внимание на културниот живот на градот, овозможувајќи поддршка на домашната културна сцена, но истовремено поставувајќи ја Битола на светската културна мапа.
Тетовскиот музичар Глигор Кондовски објави нов албум Floating Steps. Floating Steps е електроакустичен албум достапен на Bandcamp. Има 8 теми кои Глигор Кондовски ги изведува преку виолина, нотатон, ксилофон и електроника. Дизајнот на корицата на изданието е на Ѓорче Ставревски, додека извршен продуцент е Вангел Ноневски. Тој го пишуваше и критичкиот текст пропратен за албумот. За овој албум Глигор Кондовски, македонскиот експериментален виолинист, композитор и мултимедијален уметник, вели дека е посветен на мигрантите. Се работи за композиции кои представуваат мали приказни, винјети за луѓето кои се присилени да ги напуштат своите домови во потрага по подобар живот. Бидејќи воедно се работи за замислена театарска музика, секоја композиција има своја микроприказна, со обид на соединување на композициите во одреден наратив кој би произлегол од нивната поврзаност со слики, кадри и кратки филмови. Имајќи го тоа в предвид, тешко може да се отргнеме од иницијалниот впечаток дека оваа музика треба да ја слушнеме надвор од нејзината замислена или претпоставена намена. Може би така е подобро. Може би благото насочување на вниманието на слушателот во конкретна насока ќе го натера креативниот ангажман на слушањето да прифати едно ограничување на интерпретацијата, која пак на тој начин ќе може слободно да маневрира во зададените рамки и да го наградува слушателот со сцени иницирани од музиката, вели Вангел Ноневски во текстот посветен на албумот. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Tebe te nosak navenčilo, mene milo libe nanosilo. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Tebe ti čuka kapanite, mene milo libe kapanite. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe.
Свята мајка, песните, а мојата солзиле. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Зар не ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Јас да умрам се заради тебе. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
И пред самиот крај на емисијата еве една вест од спортот. Тетовската каратистка Михаела Мишовска стигна до финалето во нејзината категорија под 50 килограми на Европското сениорско првенство, што се одржува во Задар, Хрватска од 8 до 12 мај. Во првиот меч против репрезентативката на Италија Ерминија победи со резултат 7-7 по постигнато водство во Сен-Шу, прв освоен поен. Втората победа ја избори над репрезентативката на Грузија Мариами со резултат 5-4. Во третиот меч славеше против Амос Корал од Израел со резултат 2-2 по судиско изјаснување на нерешениот резултат. Борбата заврши со 3-2 во корист на Михаела. За влез во финалето славеше убедлива победа над Елени од Турција со водство од 4-1. Во финалниот меч кој ќе се одржи денес во 18 часот и 33 минути, силите ќе ги одмери со хрватската репрезентативка и неколкукратна освојувачка на меѓународни медали Ема Сгедрели. И посакуваме успех во финалето и навиваме да ја слушнеме македонската химна сред Задар на Европското карате првенство. Ти пред мене, ова машко срце ке ми застане. Ех, со тоа тело како змија прдиш, леле Боже мајко, ке ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед која ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед која ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Кажи барем дали се милувани. Ех, тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ветени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед која ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед која ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам.
Почитувани, дојдовме до крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално ќе завршиме со катчето за најмладите. Овој пат со приказната Девојчето со кибритчиња. Ви посакувам пријатен ден. Девојчето со кибритчиња. Колку ли беше ладно таа вечер. Врнеше снег, а ноќта надоаѓаше. Беше тоа вечер наспроти Нова година. Во тоа ладно и темно доба, по улиците талкаше едно малечко сиромашно девојче. Гологлаво и босоного. Да, таа од дома беше излегла обуена, но како да се оди во огромни чевли? Тие чевли беше ги носела незината мајка. Ете колку беа големи. И девојчето токму тој ден ја имаше изгубено едната, додека трчеше по патот, исплашена од две кочии кои беа во итаница. Па така едната чевла не ја најде, а другата пак ја зеде едно момче кое рече дека од неа ќе биде многу добра лулка за неговите идни деца. И така девојчето шеташе боса, а незините ноџиња и беа поцрвенети и посинети од студот. Во джебот на незиниот стар скутник имаше неколку кутии влажни кибрити, а една кутија држеше врака. Цел ден таа не беше продала ниту едно чкорче, а никој не и ни подаде барем грош. Таа талкаше гладна и измрзната. Изнамачена беше кутрата. Снегулките се вплеткуваа на незините долги руси локни, кои убаво паѓаа по незините плеки. Но таа воопшто не ни забележуваше дека се убави. Од сите прозорци се изливаше светлина. Улиците беа исполнети со вкусен мирис на печена гуска. Се чекаше новата година. Ете на што мислеше таа. На крајот, девојчето најде едно ќоше покрај една куќа. Таа седна тука и се стутули, подвиткувајќи ги нозете под себе. Но и стане уште поладно, а не смееше да се врати дома. Таа немаше продадено ниту едно чкорче. Немаше заработено ни грош, а знаеше дека за тоа ќе добие ќотек од таткој. Згора на тоа размислуваше дека и дома ќе и биде ладно. Тие живееја на чардак каде завиваше ветерот, иако големите дупки во зидот беа затворени со сено и со партали. Незините рачиња беа сосема вкочанети. Ах, како ли би ги изгреал огнецот од едно мало чкорче. Само кога би смеела да извади едно чкорче, да го чкрапне од зидот и да си ги загрее прстињата. Девојчето со страв извади едно чкорче и чкрап. Чкорчето заискре и се разгоре. Девојчето го прикри со раката, а чкорчето почна да гори со рамномерен пламен, исто како свеќичка. Прекрасна свеќа. На девојчето му се стори како да седи пред голема железна печка со блескави бакарни топчиња и вратички. Колку прекрасно гори во неа огнот, колку е топло од него. Што е тоа? Девојчето ги испружи нозете кон огнот за да ги згрее. И одеднаш пламенот згасна. Печката исчезна, а во рацете на девојчето остана изгореното чкорче. Таа чкрапна уште едно чкорче. Тоа се разгоре, засвете и кога блескотот од него падна на зидот, тој стана прозрачен, како муслин. Девојчето виде соба, а во неа маса покриена со бело снежен чаршав, на кој беа поставени садови од скап порцелан. На масата се ширеше чудесна арома. Беше поставена чинија со печена гуска со прелив од мудри сливи и јаболка. Најчудесно беше тоа што гуската одеднаш скокна од масата, со севљушката и ножот в грб и се стркала кон подот. Одеше таа право кон кутрото девојче. Но чкорчето се изгасна и пред сиротицата повторно се појави непробојниот, ладен и влажен зид. Девојчето запали уште едно чкорче. Сега таа седеше пред раскошна новогодишна елка.
Таа елка беше многу повисока и поукрасена отколку онаа што имаше видено додека дзиркаше низ прозорецот од куќата на еден богат трговец. Илјадници свекички се разгореа на зелените гранки, а шарените цртежи со кои ги украсуваат излозите на продавниците гледаа на девојчето. Маличката ги подаде рацете кон нив, но чкорчето згасна. Огинчињата почнаа да се оддалечуваат и станаа јасни звезди. Една од нив падна од небото, оставајќи зад себе долга огнена трага. Некој умрел, си помисли девојчето, зашто незината баба, која неодамна беше починала и која ја сакаше најмногу на светот, неколку пати имаше кажано: кога паѓа звезда, нечија душа одлетува кон Бога. Девојчето одново чкрапна чкорче од зидот и во тој момент се околу неа се осветли, а во таа светлина девојчето ја виде баба си, толку мирна и светла, толку добра и мила. Бабо, извика девојчето, земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш кога чкорчето ќе се изгасне, исто како топлата печка, како вкусната печена гуска и чудесната голема елка. Таа на брзина ги чкрапна сите чкорчиња што и беа останале во кутивчето. Ете колку сакаше да ја задржи баба си. Чкорчињата засветеа со таква заслепувачка светлина што стана посветло отколку кога е ден. Баба и додека беше жива никогаш не била толку убава, толку величествена. Таа го фати девојчето за рака и облеани со светлина и со радост, двете се вознесоа високо, високо, онаму каде не постои ниту глад, ниту студ, ниту здрав. Тие се вознесоа кон Бога. Во ладното утро го најдоа девојчето пред куќата, на незините образи играше црвенилото, на усните имаше насмевка, но тоа беше мртво. Тоа замрзна на последната вечер од старата година. Новогодишното сонце го осветли мртвото телце на девојчето со кибритчиња. Таа ја беше изгорела, речиси, сета кутија. Девојчето сакало да се згрее, велеа луѓето, и никој не знаеше какви чудеса таа виде, во каква убавина таа и баба ѝ ја дочекаа новата година. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.